И јас ќе се трудам денес да зборувам само од Божјата реч. Инаку кога Исус ги кажал тие зборови, конкретно кому му се обратил? Вие ги проучувате писмата. Синедрионот. Значи, не на било кои израелци, туку тој како денес не било кои христијани, не било кои адвентисти, дури не било кои проповедници, туку докторите по теологија. Највисоките дипломи. Тоа бил кремот или елитата на тогашниот Израел. И ним Господ им ги кажал овие зборови. И тие, најучените луѓе во Божиот народ, не го препознале Месија кога тој дошол. Не го препознале. А самиот Христос што рече на едно место, во една благодарна молитва кон својот Отец: Ти благодарам, Господи, што ова од мудрите, од учените, образованите, докторите, а си го открил кому? На простите, вели нашиот превод. Бидејќи таква беше волјата Твоја. Видите, за да се разбере вистината, не е потребно студирање теологија. Потребно е што? Просветлување од Светиот Дух. Потребна е заедница со Господ, лично. И тој Господ ни е достапен секому од нас. Затоа Исус си отиде, рече: ако јас не си отидам, нема да ви го пратам, нема Духот да дојде кај вас. А што е подобро? Исус да останеше цело време на земјата или Духот Свети да дојде кај нас? Што е подобро за нас? Замислете да зависеше нашето спасение само од Христовото лично присуство во нашиот живот, неговата лична средба со нас за цел свет. Кога ќе дојдевме ние на ред? А и ако дојдеме на ред, некогаш ќе дојдевме секако. Колку често ќе ни биде на располагање. Дури ако е само еднаш во целиот живот, колку долго ќе ни биде на располагање. За мене лично. За тебе лично. А вака го имаме Светиот Дух по-често од интернет конекција. Интернет конекција може и да ја снема. Може и за многу кратко да ја снема. Но Светиот Дух е секогаш достапен. Но рековме, до кога ќе биде така достапен? Дали бескрајно ќе биде достапен? Уште во Стариот Завет повикани сме да го бараме Господа додека може да се најде. Зошто ќе дојде време кога нема да може да се најде? Рековме затоа што ќе заврши неговото посредништво во небесното светилиште, ќе заврши времето на милоста и еден ден тој ќе ги каже страшните зборови: се сврши. Но тој ден се уште не е тука. Мнози нас зборуваат дека сме многу близу, дека сме пред крајот со сите овие настани. Големи настани се најавуваат за идната година, не случајно. Дали ќе се случат таа година
јубилејната, како што ја нарекувам уште од лани. Дали ќе се случат или не, Господ знае, и Господ ќе одлучи дали ќе се случат или ќе ги одложи завршните настани и ќе ни дарува милост за повеќе време. Минатата сабота споменав, проучувајќи за светињата на светињите, дека имало ситуации во Стариот Завет кога Божјата видлива слава го исполнувала целиот храм или целото земно светилиште, и во такви ситуации свештениците, левитите не можеле да вршат служба во светилиштето. Да прочитаме еден таков пример, поточно два примера ќе прочитаме само. Во Излез, втората книга Мојсеева, последната 40 глава. Излез или втора книга Мојсеева, 40 глава, почнуваме да читаме од 34 до 38 до последниот стих, значи завршетокот на главата. Откако била изградена и направена скинијата, односно шаторот, старозаветното светилиште, со сите своји делови и елементи, 34 стих вели: тогаш облак ја покри скинијата на собранието и се исполни скинијата со слава Господова. Знаете на што се однесува скинијата на собранието? Ова е еден специјален израз, нема да губам време да го докажувам со многу други старозаветни текстови. Вака во Стариот Завет било наречено првото одделение. Скинијата или шаторот на состанок или на собранието. Само првото одделение, вака било наречено. Во второто одделение секогаш бил присутен Господ, значи тоа не било ништо чудно. Но овој пат славата Господове го исполни и првото одделение, значи целото светилиште. И сега 35 стих вели: и Мојсей не можеше да влезе во скинијата. Дури и Мојсей. Зошто? Зашто облакот го засенуваше и славата Господова ја исполнуваше скинијата. Кога славата Господова го исполнувала целиот шатор или целото светилиште, овде читаме дека ниту Мојсей не можеше да влезе внатре. Зошто? Што е проблемот? И понатаму читаме: и секогаш кога се креваше облакот од скинијата, значи облакот кој ќе се кренел над шаторот, горе, во воздух, тоа било сигнал за што? Тогаш синовите израелски поаѓаа на пат, односно тргнуваа. А кога не се креваше облакот, тогаш ни тие не поаѓаа се до денот кога ќе се кренеше. И последниот стих: зашто облакот Господов стоеше над скинијата дење, а ноќе во облакот се појавуваше оган пред очите на целиот дом Израелов при сите нивни патувања. Значи, вака било на самиот почеток кога земното светилиште, земниот шатор бил изграден, и на самиот почеток од старозаветната служба во тоа земно старозаветно светилиште, на самиот почеток Господ го исполнил целиот шатор со своето видливо присуство, со својата слава, облакот преку дење, огнот преку ноќе. И кога бил исполнет целиот шатор со Божјата видлива слава,
никој не можел да влезе таму. Конкретно читавме дека дури Мојсей не можел да влезе. Ако не можел Мојсей, не можел никој друг. Да отвориме сега во првата книга за царевите, 8 глава, каде што откако бил завршен, изграден, бил посветуван Соломоновиот храм, првиот храм. Прва книга за царевите, 8 глава. Го најдовте? Делот од 8 глава, каде што ќе почнеме да читаме од 10 стих. Претходно се кажува како бил уреден храмот, како бил внесен ковчегот, херувимите, сето тоа. Сите елементи во храмот, се што постоело и во скинијата порано, во шаторот. Сега бил изграден трајниот дом. Сега бил изграден храмот Соломонов. И во 10 стих читаме: кога свештениците излегоа од светилиштето, внесувајќи ги сите елементи во него, кога излегоа, што се случило? Облак го исполни домот Господов. Повторно истото. Сега храмот. И 11 стих вели: и свештениците не можеа да стојат на службата поради облакот, бидејќи светлината Господова го исполни храмот Господов. Интересно е што кажува тука Соломон, кога бил сведок на таа гледка. 12 стих: тогаш Соломон рече: Господ благоволи да живее во магла. Зошто? Ти изградив храм за тебе за живеалиште, место каде што ќе престојуваш за секогаш. Зошто облак? Зошто магла? Како што е овде наречено. Во магла се гледа нешто. Маглата служи во случаев за да скрие. Нешто да сокрие. Што да сокрие? Славата Господа. Да биде издржливо за гледање. А ноќе, кога е ноќе, маглата нема што да сокрива. Всушност, кога им треба светло, е дури тогаш ноќе, од облакот Господ откриваше некој дел од својата слава и тогаш издржлив за човечки очи, само толку, за да имаат светло преку ноќе, кога патувале, кога се наоѓале во движење преку ноќе. Но преку дење секогаш бил облак, или како што Соломон го нарече магла. Би сакал да прочитам и уште нешто од Стариот Завет, да се вратиме во книгата Излез, или втората книга Мојсеева, во 37 глава, каде што се споменуваат елементите, предметите што биле предвидени да постојат, да бидат направени и да постојат, да стојат во светилиштето,
Тоа значи и ковчегот на заветот, и трпезата со лебовите, безкласните лебови, и 7-кратниот светилник, и жртвеникот, и бакарниот миелник во предворието. И се споменува и кадилниот олтар, или жртвеникот за кадење во 25 стих. И направи жртвеник за кадење од дрвото шитим, да биде долг 1 лакт и 1 лакт широк, 4-аголен, 2 лакти висок, и од него да излегуваат роговите. Па го опкова со чисто злато, така било наредено од пред тоа, а овде се кажува кога веќе било направено, кога се исполнува наредбата Господова. И страните наоколу, а и неговите рогови му направи златен венец наоколу и така натаму. Да ја најдеме наредбата Господова во врска со тоа. Дваесет и седмата глава, ќе се вратиме. Излез 27 глава. Каде е тука сега кадилникот, ова Библија? На почеток, дали е тоа кадилникот или жртвеникот од дворот? Направи жртвеник од дрвото шитим 5 лакти долг. Ово ми личи да е жртвеникот во дворот. Само момент. Остави штици, завесата. Таму читавме, таму е кога се изработува. Но каде што Господ наредува предходно, значи има двојни информации. Добро, тоа беше и така малку споредна мисла. Ќе го најдам подоцна и ќе го прочитам. Се враќаме сега во посланието до евреите, десетата глава. Застанавме некаде кај 3 или 4 стих, минатиот пат. Но ќе почнем јас од 1 стих денес. Послание до евреите, 10 глава.
Почнувам од првиот стих. Бидејќи законот ја има само сенката на идните добра, а не суштината на работите. И никогаш не може со оние исти жртви што се принесуваат секоја година да ги усоврши оние кои пристапуваат. Инаку, втор стих, би престанале да се пренесуваат, бидејќи оние што служат еднаш очистени, немаат веќе никакво сознание, никаква свест и никаква совест. Зашто? Тие што се еднаш очистени, вели, немаат никакво сознание, свест, совест. Зашто? За грехот. Замислите. И тука поставивме прашање. Дали живееме во Новиот Завет? Овој беше последниот признак. Дали сме очистени од секој грев? Ако сме очистени од секој грев, повеќе немаме совест, сознание и свест за гревот. Како е ова можно? Избришени. Да. Сега ова е малку вовет. Значи, тука ја начнуваме и темата за бришење на гревовите, за очистување на небесното светилиште, кое што е една адвентна тема и кое што се однесува на Христовата првосвештеничка служба. Каде? Во светињата над светињите. Во светињата над светињите. Од небесното светилиште. Третиот стих. Повторно враќајќи се кон Стариот Завет. Но преку жртвите, секоја година, преку тие старозаветните жртви, секоја година се подсетуваат на гревовите. Како вели Константинов ме интересира. 10 глава, 4 стих. Но преку тие жртви, значи преку старозаветните жртви, што? 10 глава, 4 стих, Константинов вели, спомнуваат. Третиот стих е тука, зашто третиот стих? Добро. Но тие секоја година напомнуваат на гревовите. Се подсетуваат, ги спомнуваат гревовите. Што значи ова секоја година ги спомнуваат гревовите? Како тоа? Секоја година, еднаш во годината, се вршало очистување на целото старозаветно или земно светилиште. Тоа бил на денот на помирување, поинаку наречен и ден на очистување, поинаку наречен и ден на судот. Тогаш првосвещеникот влегувал, само тогаш и смеел да влегува во второто одделение, во светињата на светињите. Со многу димна завеса, со многу темјан од кадилниот олтар. Божјата слава требало да биде што е можно повеќе маскирана, заскриена,
за да грешниот човек воопшто издржи да ја изврши дури и таа служба еднаш во годината, само тогаш во второто одделение. И сега, што се случувало кога израелците на некој ден на помирување, на некој Јом Кипур, примале на вистина очистување и опростување на сите своји гревови. Што се случувало после тоа? Да речеме, поминал тој ден, гревовите биле очистени, светилиштето било очистено и сега од следниот ден па натаму што се случува? Значи, целиот процес започнува одново. И сега, видите што сакам да разбереме. И до кога така ќе се повторува целиот процес? Значи, од следниот ден, одново грешење, одново принесување на животински жртви за грев, одново акумулирање на гревовите во земното светилиште, се до следниот Јом Кипур, кога повторно ќе биде очистено и народот и светилиштето, но истиот процес одново и одново. До кога така? Зошто? Тој е точен одговор. До крстот. Но зошто? Дали забележувате, тоа сакаме да разбереме што поучува тука Новиот Завет, апостолот. Ако го поврзаме тоа со оние работи што ги научивме од 9 глава. Додека постои првото одделение, тој процес неминовно ќе се повторувал. Одново и одново. А тука читаме, ако биле очистени, кога би било можно со животинските жртви, што се принесувале секоја година, значи телешка и јарешка, на секој Јом Кипур, кога би било можно секоја година со тие жртви да бидат очистени, тогаш би биле еднаш за секогаш очистени. Не би имале сознание за гревот. Наместо тоа, секој нареден Јом Кипур, секоја година тие одново си спомнуваат за гревовите. Разбирате? Новиот Завет поучува дека со Христовата крв, ако си очистен си еднаш за секогаш. И повеќе немаш сознание за гревот. Го разбираме ова? Не прашувам дали е тоа случај со нас сега, туку дали разбираме што поучува Новиот Завет. И тогаш на крстот, кога се скинула завесата, првото одделение било отстрането и тогаш повеќе не требало да се повторува овој процес. Значи, гревовите ми се очистени, примам прошка, покаяние и сега што? Треба одново да грешам? Меѓутоа, повеќето христијани и новата теологија во адвентизмот тврдат дека е неминовно да си грешиме до крајот. Додека сме вакво тело, неминовно е човечки да се греши, велат во светот и така натаму. Што тоа покажува? Ако ние си грешиме до крајот, значи ќе продолжиме да грешиме и кога ќе заврши светот, времето на милоста, кога Христос ќе престане да посредува во светињата на светињите. Значи, наместо очистени и понатаму ќе се валкаме и понатаму ќе се расипуваме, ќе бидеме жигосани, ако се уште живееме, и на крај ќе бидеме загубени, ќе бидеме проклети и загубени за вечност. Тоа е Евангелието на новата теологија. Нема спас од грешење, ќе си грешиме до крајот. Со други зборови, новата теологија како да вели,
не постои новиот завет. Ние сме осудени да се живееме цело време во Стар Завет, само што, како што велеше брат Благоја, не мора сега да толку скапа религија да принесуваме животински жртви. Значи, само што не мора да принесуваме животински жртви, а другото е све исто. Ке си грешиме, ке си се каеме, ке ни биде простувано, одново ке си грешиме, одново ке паѓаме, одново ке стануваме и така натаму тоа ке се повторува. Дали е тоа новиот завет? Не. Сакам да разбереме дека новиот завет поучува една сосем друга реалност. Дека она што е пракса во нашиот живот до сега, тоа е све Стар Завет. Само што не мора од наш джеб да плакаме, да принесуваме животински жртви, што не е баш ефтино за секој грев. Новиот завет е нешто друго. Сега 4 стих. Бидејќи не е можно телешката и јарешката крв да ги однесе, да ги испере гревовите. Видите што кажува на почетокот на посланието, ето ќе го отворам у Константинов, на почетокот од Евреите, првата глава, 3 стих, кога зборува за Христа, уште на почетокот. Тој е одблесок на неговата слава, на татковата се мисли, и одраз на неговото битие, значи на татковото, кој носи се со своето силно слово. И сега видите што вели, кој го изврши очистувањето на гревовите и седна одесно на величеството во висините. Ова се однесува на текстот конкретно, што го прочитавме во 9 глава, дека Христос изврши очистување на сите гревови што биле направени во времето на првиот, односно во времето на Стариот Завет. Да не се враќаме сега таму. Ние сме сега во 10 глава, 4 стих. Бидејќи не е можно телешката и јарешката крв да ги очисти гревовите. Со други зборови, на секој Јом Кипур, израелците добивале некое очистување. Добивале очигледно некој благослов. Добивале вистинско простување на своите гревови. Но тоа не е исто со она што го дава Христовата жртва и Христовото посредништво во небесното светилиште. Што е разликата? Тоа што веќе го прочитавме. Може да дофрлате слободно, само не можам да ви дадам збор како на библиска pouка. Што е разликата? Точно, победа над гревот. Значи ти, една работа е да добиеш прошка за гревот, се каеш, извини, прости ми, добиваш прошка и пак го повторуваш. А друга работа е да бидеш очистен, еднаш за секогаш, и толку очистен, да повеќе немаш сознание за гревот. Немаш совест за гревот. Тотално избришено. Каква е таа разлика? И сега апостолот вели дека ова второто го постигнува Христовата крв. А новата теологија проповеда и протестантизмот дека оправданието со вера е само тоа, да добиеш прошка. Само Христовата праведност законски, легално да го покрие моето беззаконие,
Како во Стариот Завет на Јом Кипур, покривање на гревовите. А јас сум си останувам истиот. Ја нема чари да бидам нешто друго. Ја ќе си продолжам да си грешам. Јас сум истиот, расипан. Никаков. Каков што си бев и порано. Тоа е Стар Завет. Новиот Завет е нешто друго. 5 стих. Поради тоа, влегувајќи во светот, вели. Кој? Исус. И даѓаме до овие славни зборови од 40-тиот псалм. Жртви и дарови ти не посака, а тело си ми приготвил. Овие зборови беа изменети во еврејскиот текст. Овие зборови се сочувани само во Септуагинтата. Не им се допагаше на евреите ова пророштво, дека Господ ќе дојде во човечко тело. Жртви и дарови ти не посака, но тело си ми приготвил. Сепаленици за гревот не ти се угодни. И сега се префрлува на тогаш реков, ете идам. Напишано е за мене во книгата да ја извршам, Боже, волјата Твоја. 7 стих. И сега коментира на овие два цитата од Стариот Завет. 8 стих. Кога погоре рече жртви и дарови и сепаленици за гревот, што се принесуваат според законот, ти не посака и не ти се угодни. 9 стих. А потоа рече, ете идам, Боже, да ја извршам волјата Твоја. Со тоа, тој го укинува првото, за да го воспостави второто. Така беше 9 стих. Дали свативме што кажува тука апостолот? Значи, кога Божиот син најавил, уште пророчки, прво рече, обраќајќи му се на Отецот, жртви и сепаленици, тебе не ти се угодни, ти не посака. Зошто? Бидејќи тие жртви не може да го очистат гревот. Тие жртви, на Господа не му требаат тие жртви. Тие се безвредни. Зошто ги заповедал, ако се безвредни? Уште од Адам и Ева, зошто ги заповедал? Зошто ги востановил, ако се безвредни? За да символизира, значи, на тој начин, за сите генерации пред Христа, на тој начин да се одржува верата, иако потоа тоа се изопачило, се претворило во паганство, во погрешни толкување, да се одржува верата во идниот Спасител, кој што единствено тој, неговата жртва и неговата крв може да не очисти од гревот. Значи, кога Господ вели, ти не посака жртви, обраќајќи му се на Отецот, и не ти се угодни, а потоа рече, ете, идам, Боже, да ја извршам волјата Твоја, апостолот толкува дека со тоа, со овие два цитата, тој го укинува првото. Што е првото? Жртвите, животинските жртви, за да го воспостави второто. Што е второто? Христовата служба, новиот завет. 10 стих сега. Според таа волја, Божјата волја, нели Исус рече да ја извршам, ете идам да ја извршам волјата Твоја, Боже мој, според таа волја сме осветени со приносот на телото на Исус Христос, еднаш за секогаш. Значи, што правам кога одново си грешам? Што покажувам со тоа? Со тоа покажувам дека си го поништувам секое предходно простување во мојот живот. Си го поништувам како да не било, како да никогаш не сум се покајал, како да никогаш не сум се очистил. Кога одново и одново грешам, со тоа докажувам дека никогаш не сум се очистил. Дека не сум очистен со Христовата крв. Дека не сум очистен со новозаветното очистување.
со новозаветната служба. Бидејќи ако сум на вистина, тогаш сум еднаш за секогаш. Го разбираме ова? Колку е различен новиот завет од човечките теологии. Бидејќи само оној што е вака очистен, само тој може да влезе таму каде што ни Мојсей не смеел, во Стариот Завет. Таму каде што левитите, значи свештениците, свештеник значи осветен, свет човек, не смееле да влезат. Не смееле да влезат во Божјата слава. А новозаветната служба цело време се одвива во присуство на Божјата слава. Новозаветната служба се одвива само во Божјата слава. А тогаш кога Божјата слава го исполнувала целиот шатор, дори и првото одделение, тогаш не можела да се одвива никаква старозаветна служба, бидејќи свештениците не смееле да влегуваат внатре. Значи, целата старозаветна служба е служба без Божјата слава. Целата новозаветна служба е служба со и во Божјата слава. Драстична разлика. Тој како полнок и пладне. Драстична разлика. 11 стих. И секој свештеник стои секој ден, служејќи и пренесувајќи многу пати едни и исти жртви, кои никогаш не може да ги отстранат гревовите. А тој, Христос, пренесувајќи само една жртва за гревовите, за секогаш седна одесно на Бога. И од тогаш чека понатаму, додека, што сега чека Христос? Според овие зборови, че тој седна одесно на Бога. Рекотме, тоа не значи дека само че седи и чека. Тој посредува за на тие други стихови, тоа го кажуваат. Да, иако многу христијани мислат дека Христос заврши работа, си ја заврши работата и сега само седи 2000 години. Не е така, но сега да се задржиме, да се фокусираме на овие зборови, што сака тука да каже. Христос седна одесно на Отецот, на неговиот престол, како што вели на други места, одесно на Бога, 13 стих, и од тогаш чека понатаму додека непријателите негови не бидат положени како подножје за неговите нозе, според она пророштво, нели? Зашто преку едно принесување тој осветените ги направи за секогаш совршени. Еве го повторно ова. А што проповеда христијанството? Христијанството проповеда секогаш кога ќе грешиш, треба да се исповедаш, треба да се покаеш. И сега што? Прави го тоа постојано, понатаму. И тоа често пати се кажува како охрабрување, че немојте да се обесхрабрите. Од мене ништо не бива, толку пати повторно паѓам во исти гревови. Не, секогаш прави го. Прави го до крај. Паѓај, станувај. Никогаш немој да се обесхрабриш и да останеш да лежиш. Само тоа не е новиот завет. Се уште сме во Стар Завет, само што во некоја ефтина варијанта, не морам од свој джеп да плаќам, од својот имот да принесувам крвни жртви, животински жртви. Но Христос со својата една жртва осветените ги направи за секогаш совршени. И сега повторно се враќа на оно што го читавме во 8 глава. Цитатот за Новиот Завет од Еремија. Кај застанав 15 стих. И Светиот Дух ни посведочи, зашто откако порано рече, и еве го пак цитатот,
Ова е заветот што ќе им го дадам по оние дни, вели Господ. Ќе ги вградам законите своји во срцата нивни и во мислите нивни ќе ги напишам. За кога, за кое време Господ го кажувал ова? Тогаш кога ќе склучам нов завет, така? Пазите што кажува? Не кажува кога ќе заврши времето на милоста, кога ќе заврши целата новозаветна служба во некоја идно време, пред да дојде Господ, пред да настапи судниот ден, Господовиот ден. Туку тогаш кога ќе склучам нов завет со домот Израелов и со домот Јудин, тогаш ќе ги напишам законите своји во срцата нивни и во нивните мисли, и додава и за гревовите и беззаконијата нивни нема веќе да си спомнувам. Тоа е новиот завет. Адвентизмот вели дека сето ова ќе биде реалност, колку год да е тоа изгледа како митологија сега. Сето ова ќе биде реалност за запечатениот остаток. Но она што сакам јас да обрна внимание, дека сето ова е наука не за запечатениот остаток, туку за новозаветните верници. Ваков е новозаветниот верник од почеток. И повторно да го поставувам прашањето. Во светлината на овие зборови, дали живеам во новиот завет? Дали сум новозаветен верник? Во светлината на овие зборови. Па така затоа и го поставувам. Само во тој смисол го поставувам. 18 стих, забележте што кажува како потврда на сето ова. А каде што има проштевање за нив, за гревовите и беззаконијата, значи, таму веќе нема приноси за грев. Еве го истото. Кога ќе бидеш навистина очистен, навистина осветен, со единствената жртва која што единствено тоа може да го постигне, тогаш нема веќе жртви за грев. И сега, кога ова го разбравме, сега ќе може да го разбереме следното, иако за тоа следното ќе посветам повеќе време следната сабота, ако даде Господ живот и здравие. Но еве само да го прочитам 19 и 20 стих. И така, браќа, кога имаме слобода да влегуваме во светилиштето преку крвта на Исус Христос по нов и жив пат. Го разбереме ли ово? Дали Мојсей имал слобода да влезе во светилиштето? Не. Каде што е Божјата, кога била Божјата слава? Не. Дали другите свештеници можеле да влезат во светилиштето, кога Божјата слава го исполнувала целиот храм? Целиот шатор? Не. Значи, ниту Мојсей, ниту свештениците не смееле да влезат во Стариот Завет. Таму каде што Господ бил видливо присутен. Во Новиот Завет не свештеници, не пророци, секој крстен верник има слобода, што значи и мажи и жени, кога имаме слобода да влегуваме во светилиштето, како? Преку некој нов и жив пат. Кој е тој нов и жив пат? Христовата крв, вели тука. Тој нов и жив пат, што тој ни го отвори низ завесата, значи повторно во Божјата слава, тука е проблемот, односно преку своето тело, значи истата мисла како и преку крвта на Исус Христос во претходниот стих. И имаме врховен свештеник на домот Божји, значи првосвештеник, затоа да пристапиме со искрено срце, во полна вера. Ама кога? Откако ќе ги очистиме срцата од зла совест со попрскување и откако ќе го измениме телото со чиста вода, или измиеме, да,
и да го држиме исповеданието на надежта цврсто, зашто е верен оној кој се заветувал. И сега кажува еден куп други совети. Следната сабота ќе почнам пак од 19 стих и ќе продолжиме до крајот на главата. Но суштината беше следнава. Дали разбравме што представува новозаветното очистување? Што представува новозаветната вера? Што е ова во 22 стих? Да пристапиме со искрено срце, тоа може да го разбереме, во полна вера. Ова во полна вера го разбираме. Што значи во полна вера? Значи, ако не сум очистен од гревот, што значи, ако не сум раскрстил со гревот еднаш за секогаш, дали имам полна вера? Не. И тогаш шо? Ако јас си речам така грешен и неочистен, ако јас си речам на смоквата да се исуши, шо ќе се случи? Ништо. А камоли поголеми чуда. Нека Господ ни даде милост и благодат. Ова е само гребење по површина. Ова е само начнување на една длабока тема, која што треба да ја проучиме секој за себе лично, за да разбереме што значи новозаветната вера, што значи новозаветниот живот. И кога тоа ќе го разбереме, тогаш само по себе автоматски ќе следи и силата на позниот дожд, множина ниту раниот го немале, едноставно силата на Светиот Дух, која што прави чуда, не заради самите чуда, туку полнината на благодатта, која што те исполнува со живот вечен за секогаш. Нека му е фала и слава вечно. Амин. А 30 глава? Можно е, да, можно е. Благодарам што ме подсети. Иако ја мислев да го кажем тоа следната сабота, кој ќе го најдев. Добре што ти ме подсети. Ќе го прочитаме и сега, ќе го прочитаме и следната сабота за повторување. Значи, Излез 30 глава. Да видиме овој пат Константинов. Да, направи и жртвеник за палење темјан, направи го од багремово дрво. Добро, широк толку и толку. И сега ова ми беше битното. Каде што, 7 стих. Аарон, само Аарон го спомнува, значи првосвещеникот, не било кој свещеник. 7 стих. Аарон нека кади врз него со благомерислив темјан секое утро кога ги подготвува светилките. И Аарон нека кади пак во примрак кога ги запалува светилките, за тоа да биде секогашно, постојано кадилно пренесување пред Господа во сите ваши поколенија. И потоа вели еднаш годишно, значи за Јом Кипур, 10 стих, Аарон нека го изврши обредот на помирување и така натаму. Да. Само момент. Суштината е, сакав да, значи, тука да разбереме дека кадилниот олтар постојано требало да гори темјан на него. Зошто? Маглата да се прави, да. Димната завеса постојано. Колку тоа било потребно. И не само тоа, значи темјанот ги символизирал молитвите, како што читаме во Откровението. Молитвите на Божиот народ. Значи, додека постои милост, постојано требало да гори темјан, но имало практична потреба. Првосвещеникот кога влегува во цветињата на цветињите, да влегува со димна завеса, колку што е можно да биде засолнета Божјата слава, за да тој кутар грешник може воопшто да ја изврши својата служба, дори и во присуство на Божјата слава. Нека му е фала и слава. Амин.